да има мир, убавина, среќа се. Да младите малко оживеvat како млади, не да се плашат дали ги имат тројазично, не знам што го мора там без веза. Мир сакаме ние, за вас се бораме. Ние сме луѓе со 70 години, доаѓаме тука да се мачеме за вас само, за никога и никога друг. Вие да живеете во слобода во таа наша убава Македонија. Никој пат нема да и вие заборавате таа Македонија. Убавина е тука најубавото место што постоја на земната точка, тоа е Македонија. Побаво место нема од Македонија. Сум го шетал цел свет. Да ја поддржуваме инициативата на заедничка Македонија, бидејќи тоа не може да дозволиме двојазичност под формата него прифаќаме. Мислам дека треба да излезе господинот Заев и да ја прочита на јавноста платформата, да видиме што се содржи во таа платформа. Не сме за двојазичност, не сме за двојазични пари, не сме за промена на химна, не сме промена на саме. Ја поддржуваме, ќе бидеме овде цел дека не излезе и да ја прочита платформата. Аз се барање да бидеме слободни, да не ни ја земат Македонија, што друго. Си ја сакаме Македонија. Македонија, македонци, и се останеме. Македонија, само напред. Сакаха Македонија да се чуваме како што е, а политичарите нека си карат нивната политика. Македонија да остават во страна. Тоа е политика, корак. Македонија како што е, таква да се биде. Струмичани денес во голем број се собираат тука на градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица, од каде испраќаат пораки со едно големо не за воведување на двојазичноста на територијата на цела Македонија, за измени на знамето во уставот, во знамето и химната и се она што може да ја урниса независноста и сувереноста на Република Македонија. Кој што може да забележите и зад мене во моментот течат говорите обраќањата на познати експерти, аналитичари и академици пред на собраната толпа народ која што тука од градскиот плоштад ќе се со протестен марш ќе се упати низ централните улици во градот. Во ова мое вклучување јас ќе разговарам и со професорот Лазар Партиков, кој што ги следи во последно време случувањата, политичките случувања во Република Македонија, меѓутоа и политичките актуелности тука во Струмица. Господине Партиков, вие сте дел од секој протест, секој собир тука во Струмица. Кои се пораките кои што денес ќе бидат испратени? Пораките се истите и од вчера и за воиднина, дека македонскиот народ нема да се согласи да прифати платформи подпишани и направени во туѓа држава и од туѓ премиер на соседна држава. Македонија е унитарна држава и така треба да остане. Никој не може да не убеди дека воведувањето двојазичност во Република Македонија ќе се зачува сепак унитарниот карактер и дека нема промени на уставот и така натаму. Се она што го видовме во платформата, а го прифати господинот Зоран Заев, притоа убедувајќи го сопственото членство дека нема да има уставни промени, дека нема да се задира во уставот, дека нашиот устав е добар и така натаму, не може да убеде никога. Промена на грб, знаме и химна стои таму. Една од точките во таа декларација или платформа, да ја наречеме од Тирана, е јавно извинување на македонската влада за сторените злодела или геноцид врз албанскиот народ, почнувајќи од 1912 година. Ние тогаш не бевме држава. Кому треба да му се извинеме, од чие име? Во тој период македонскиот народ бил исто така поробен народ. Значи треба ние да се извинуваме од името на Србија. На тој начин правиме спори со Србија. Во нашата политика ни требат здрави политичари. Не луѓе што ќе потпишат се што ќе им понудат под нос со цел да видат да постигнат таква цел. Тоа е макиавелизам жив. Јас разбирам дека целта ги оправдува средствата, меѓутоа сепак мора да постојат некои црвени линии. Народот нема да допушти некој да се поиграва со неговата судбина, бидејќи ова држава не ни ја даде некој на тацна. За создавањето на оваа држава е леено многу крв. Повеќе генерации македонци ја немаат таа среќа да го видат создавањето на државата. Ние имавме таа среќа. Јас сум роден во Титово време. Веќе 25 години имаме држава, меѓутоа нема да дозволиме после 25 годишно постоење да се распадне. Господине Партиков,
Специфична е општина Струмица, бидејќи лидерот на опозицијата е доскоро и прв човек на општината, се до поставувањето на негов заменик. Кажете ми, колку сето тоа има влијание што ЗАЕФ доаѓа од оваа општина врз мислењето и пораките кои што ги испраќаат од собирите во Струмица граѓаните? Секако да имам силно влијание, бидејќи овде се не само тој и неговата партија, туку и неговата фамилија. Тој знае да ги изместува тезите и цело време говори за криминална банда, за фамилијата и така натаму во редовите на ВМРО во Водеачката партија. Меѓутоа, нека некој ми каже за која фамилија станува збор во ВМРО имиња, некои браќа, братучеви, кои се тие? Само кажуваат фамилија, а за фамилија заедно знаеме. Заевци се успешна фамилија која во услови на режим и така добро заработува. Тие вработуваат многу лица и ги држат, да не кажем, во својата пајажина. Не можеме да говориме за слободно размислување кај овие луѓе. Имаат силно влијание. Оно што тој го прави со своите вработени, им го припишува на спротивната страна, мислејќи дека тој како што постапуваат и другите. Не е баш така. Што понатаму, продолжуваат ли овие собери во Струмица, од ден на ден стануваат се помасовни и помасовни? Нормално дека ќе продолжиме, бидејќи ние резервна држава немаме, а крајно време кога гледаме дека институциите на државата не прават ништо, јавното обвинителство па и е инертно, а специјалното пак е селективна правда спроведува. Народот ќе преземе судбината во своји раце за тоа што мандатот го има народот и народ е тој што одлучува. Ќе чуваме државата и му даваме силна поддршка на Иванов да остане доследен на своето недавање мандат на лица кои што се согласуваат со платформи подпишани во други држави. Благодарам за. Молам, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. И само за крај од ова вклучување да кажам дека освен овие мирни собори, поддршка даваат и земјоделците. Вчера тоа го направија земјоделците од Струмичкиот крај, а денеска земјоделците од Валандово. Тие велат дека ќе ги продолжат нивните едночасовни блокади на магистралните патишта, се додека целосно не се отврли албанската платформа. Јас сам Ана Филев, пориеклом из Црне Горе, из Подгорице. По занимању сам сликар, удата sam i imam 2 djece. Kažu da ako hoćete da nasmijete Boga, da mu ispričate svoje planove. Posebno među mojim planovima nije bilo Strumice. Da budem iskrena, nisam znala ni da postoji, a kamoli gdje se nalazi. Kada su moji prvi put dolazili ovamo, moja majka onako izmorena od puta je rekla: moj sine, daleko li si? Ali neka si kad si ti meni srećna. I jesam srećna u Makedoniji. Crna Gora mi je dala život, korijene, dala mi je krila. Vaspitana sam da volim i poštujem državu u kojoj živim i njene pretke. Ne podnosim nepravdu, licemjerje, pohlepu, izdaju. Za ove moje godine bila sam svjedok raspada Jugoslavije, rata, potom Srbije i Crne Gore. Preživjeli smo sankcije, odlaske roditelja i rođaka na ratište. Napao nas je NATO savez 1999. godine. Svakodnevno smo slušali detonacije bombi dok su geleri letjeli na sve strane. Bilo je mnogo ranjenih i mrtvih. I što su je više napadali i pljuvali, moju Crnu Goru, ja sam je više voljela. Isti je slučaj i sa Makedonijom. I ne mogu da kažem koju više volim. Isto kao što ne znam ko je više od moje 2 djece. U koju god zemlju da pođem, jedva čekam onoj drugoj da se vratim. Ovo što ću vam sada pročitati je od srca otkinuto i napisano, bez ikakvih zadnjih namjera, a sigurna sam da ćete se u to i sami uvjeriti. Jednom su me pitali što želim od svog života i budućnosti. Nisam imala konkretan odgovor, nisam znala detalje. Odgovorila sam da želim da budem srećna sa čovjekom koji me voli
ovakvu kakva jesam, koji će razumjeti umjetnost, da živim negdje, ako to ne bude Crna Gora, u zemlji gdje ima mnogo sunčanih dana, da mi doma miriše na djecu i kolače. Nisam znala da će ta zemlja imati sunce na svojoj zastavi. Nisam znala da će mi to sunce obasjavati put i peći kožu. Nisam znala da je Makedonija ta zemlja, Aleksandrova. Sad neko želi da ukrade to sunce meni, Makedoncima, mojoj djeci. Sad neko želi da riječ Makedonija više ne postoji. To prelijepo ime. Da li je moguće da je ovo san? Košmar? Dušice jadne, ima li nešto za vas sve to? Žalim vas sve koji to želite iz bilo kojih razloga. Žalim jer je to kockanje sa budućnosti svih nas koji volimo ovo sunce, ovu zemlju, crvenu zastavu i ime Makedonija. Žalim jer postoje oni koji vam neće dati ovo parče plodne zemlje. Žalim jer smrdite na krvi barut. Žalim jer ste za žaljenje, jer ne zaslužujete da vas grije ovo sunce. Ni ovo, ni nijedno drugo. Da žive Republika Makedonija. Ženите ponekogаш молчат, но тоа во никој случај не е заради тоа што немаат што да кажат. Јас Сабина Агушева, како турчинка, им се обраќам на македонскиот народ. Без оглед на националност и вера, македонци, турци, роми, срби, бошнаци, дајте да се обидниме, да си подадеме рака, да ја зачуваме нашата унитарна Република Македонија. Оној кој не е спремен да го прости, да го руши мостот, преку кој и самиот еден ден ќе помине, мора да помине. Да живее Република Македонија!
Сакаме на Могерини да й порачаме да го почитува уставното право. Ние имаме едно име. Се викаме Македония!